Одборец за Северна и меѓу првите другари на Зоран Заев во промената на името до Патриот кога го напушти СДСМ. Најкратко објаснето, тоа е профилот на Максим Димитриевски, градоначалник на Куманово и кандидат за претседател на Македонија од неговата партија Знам. Пред само 7 години гордо повикуваше се гласало на референдумот за Македонија да ја добие кованицата Северна. Убеден сум дека на 30 овде ќе ја славиме победата на граѓаните на референдумот. Но работата се смени кога Максим Димитриевски беше исклучен од СДСМ од страна на поранешниот премиер и лидер на партијата Зоран Заев. Максим тргна против Максим и дефинитивно Социјалдемократскиот сојуз само на првиот централен одбор треба да го констатира тоа што Максим Димитриевски го направи, односно тоа е исклучувањето од Социјалдемократскиот сојуз. Откако ја раскина љубовта со СДСМ кај Максим Димитриевски се разбуди патриотскиот дух, на социјалните мрежи објави видео како пее патриотска песна. Дали за рейтинг, дали за нешто друго, непријател најде во Бугарија, па прво реши да му го врати на Красимир Каракачанов орденот кој го доби од човекот кој целосно негира Македонија, македонците и воопшто македонскиот идентитет, орден кој го доби во 2018 година. Ова јас ќе го спакувам во коверта и ќе му го испратам со едно протестно писмо директно на господинот Каракачанов во Министерството за одбрана на Република Бугарија. Верувам дека овој гест ќе го подосвести да не ги повторува истите грешки и тези. Разбудениот патриотизам Максим Димитриевски реши да го презентира и во соседна Бугарија. Човекот кој повикуваше на промена на името сега се представува како најголем македонец. Секогаш пред избори, во предизборниот период, особено тука во Бугарија, името на Гоце Делчев и односите помеѓу Македонија и Бугарија се користат во предизборна кампања, се собираат политички поени. А дали сакаме да одиме напред? Да, секако. Гоце Делчев е символот на македонизмот. Гоце Делчев е Македонија и Македонија е Гоце Делчев. Јас го почитувам ставот на господинот Христов, но Гоце Делчев кажува за самиот за себе си што е. Сепак, Максим Димитриевски не заборава на својата стара љубов. После победата на локалните избори во Куманово во 2021-та, реши да каже дека секогаш бил и ќе биде СДСМ, но во моментов нема исти ставови со актуелното раководство. Сум од редовите на СДСМ, јас сум член и симпатизер и моето семејство и сите околу мене се членови на СДСМ, затоа ќе расправаме допрва во идното време, но можам само да испратам порака. Она што го направија моите другари, со кои што заедно крваревме за да промениме еден систем на лоши навики, а всушност стана нешто полошо од тоа, треба да им служи на честа. Димитриевски сега има амбиција фотилјата од Куманово да ја замени со она од Вила Водно и да биде претседател на државата. Ветува дека не може да подклекнува пред соседите. Вака Македонија, како што стојат работите, стои во место и сметам дека мора да се изнајде начин и модел со кој што ќе се модифицира преговарачката рамка. Максим Димитриевски беше дел од СДСМ до 2021 година, реши да ја напушти партијата откако Заев одлучи да оди на локалните избори со друг кандидат, отиде како независен и успеа да му ја земе победата на СДСМ во Куманово, градот кој важеше за бастион на оваа партија.